Со новиот закон за безбедност и здравје при работа, што е добра придобивка и за работодавците и за работниците, значи да се грижиш за здравјето на работникот, да имаш од една страна здрав работник, а од друга страна да имаш подобра продуктивност, позадоволни работодавци и подобар профит. Тоа треба да биде обострано. Специјалистот по медицина на труд и ординацијата која што е опремена и означена како овластена, има значење во одржување на здравјето на вработените. Но истовремено, шо би правеле ако тој работник го изгубиме за 10 години, да не е продуктивен, да стане инвалид, со сите наши препораки, специјалистички. Ние го одржуваме здравјето на тој работник, а автоматски со тоа одржуваме да нема чести отсуства од работа, да имаме поголема продуктивност, да имаме позадоволни работници. И во тој контекст значена таа врска и меѓу пациентите, односно работниците, но и меѓу работодавачите. Какви односи во, барем досега сте градали токму со оној дел кој што ја има улогата на работодавец? Многу значајна е, така, многу значајна е улогата на лекарот по медицина на труд, специјалистот, со работодавачот. Често работодавачите, избегнувајќи ги тие трошоци што им се дополнителни, мислат дека не е потребно да се комуницира со специјалистот по медицина на труд. Не, ние ќе им помогнеме нив, со нашите совети, со нашите препораки. Значи, не треба да представува страф нашето влегување во фирмата, но треба да ги користат нашите совети како би имале здрави работници и подобра продуктивност. Соработката се воспоставува постепено, макар што предходно пред неколку години наидувавме на отпор, на избегнување на тие прегледи. Сепак јас мислам дека работите идат постепено на свое место. И кога говориме за таа заемен однос, се подобрува или се уште тврдокорни се во своите ставови работодавците дека Имаме и тврдокорни, но сепак повеќето прифаќаат. Нашите совети ги прифаќаат. Бидејќи сите ризици од работно место. Имаме работни места со низок ризик, нема работно место без ризик. Низок ризик, среден ризик, зголемен ризик и висок ризик. Значи, секое работно место треба да му дадеме совет што треба да прави, кои услови треба да бидат задоволени во работната организација, кои микроклиматски услови. Тоа постои тело кое што врши проценка од ризик, каде што сме вклучени и ние лекарите по медицина на труд. Заеднички од технолог, од тој што ни е назначен за ХТЗ во фирмата и лекарот по медицина на труд ја вршат таа проценка од ризик. Према тоа, према работното место, одиме во фирмата, вршиме анализа на работно место, донесуваме одлука за самиот работник дали одговара на тоа работно место. Или дадеме препорака да се коригира нешто ако има пропуст, но тоа не е ништо страшно за работодавачот. Мислам дека наидуваме на повеќе разбирање, веќе се воспоставува таа комуникација на соработка, бидејќи е од двете страни за доброто на двете страни, и на работодавачот и на работникот. Во тој контекст, можеби работодавците ги бранат цврсто своите ставови, особено кога станува збор за боледувањето што вашиот еснов, лекарскиот, па и сите здравствени институции се работодавците сметат дека премногу либерално лекарите припишуваат боледување на работниците, па имаат, не знам, техничко-технолошки проблеми да го пополнат работно место и така ната. Има ли злоупотреба на боледувањето? Па, конкретно за мојата ординација зборувам, не се случило да имаме злоупотреба на боледувања, бидејќи мој заклучок е во последниве години дека самите работници одбиваат боледување. Им се крати многу од личниот доход, што не е во ред. Едно боледување се знае колку треба да биде платено, а не како да не бил работникот на работа цела дневница. Тоа е
Мислам, тука треба да се коригира. Никој не сака да биде болен, а ако постои злоупотреба од наша страна, тогаш нека бидеме ние казнети. Нека бидеме. Секој ќе си ја сноси својата одговорност. Мислам дека боледувањата во последните години се драстично намалени. Намалени се. Не е како порано, кога доаѓа, се сеќавам во здравен дом, кога бев уште во државна институција, кога доаѓа летните одмори, луѓето зема масовно боледување за да одат на одмор. Сега тоа го нема. Го нема. Се сменија времењата, има ли? Се сменија, подисциплинирани, работниците ни се многу примерни, дисциплинирани, болни некои одат на работа. Ние предлагаме они одат на работа. Како се одлучувате да делите боледување? Има ли некои норми, правилници? Да. Правила игра што би се рекло? Да, си постојат правилници за давање на боледување. Треба да постои покриеност на тоа боледување. Имаме медицина базирана на докази и према тие формулации работиме. Имаме исто и правилник од Министерство и од фондот при склучување на договорите исто имаме правилник според кој треба да постапуваме. Треба корекции да се направат на тој правилник према моje мислење, бидејќи како искусен и стар лекар, плюс тоа како специјалист по медицина на трудот, најодговорен за боледувањата, нашата фела е најодговорна за давање на боледување. Колку денови ќе биде, ние добиваме специјалистички извештаи ако е повеќе дена, ако е пациентот опериран, ако е со некое друго заболување. Значи, како матични имаме ограничување, после се упатува по 15 дена на лекарска комисија. Пропустот према мене е тоа што во Фондот за здравство никогаш не уклучиле до сега специјалист по медицина на трудот, кој што е најодговорен за боледувањата. Оценката за работна способност ние ја даваме како специјалисти по медицина на трудот. Не може нека извинат колегите, еве, провизорно би рекла да биде трансфузиолог, да биде дерматовенеролог и нека ми извина, не ги навредувам. Тие може да дадат предлог за боледување, но оценката за работната способност ја дава специјалистот по медицина на трудот. Према правилникот, забелешка имам. Ако веќе комисијата према правилникот дала еве за некоја операција 3 недели, секој пациент е приказна за себе. Доаѓа кај некој до компликација. Значи не може само према правилников, па после да човекот го малтретираме, а не е способен да оди на работа. Па да менуваме диагнози или повторно да го малтретираме по комисии. Затоа, нашиот испит што го полагаме за боледувања по медицина на трудот е значаен да ние бидеме вклучени во таа институција. Тука најдувам забелешка дека треба обавезно во комисијата, председател на комисијата за доделување боледување да биде специјалист по медицина на трудот. Многу пати инсистирав, не се изборивме за тоа. Мислам дека Институтот за медицина на трудот малку тука потврли. Едноставно, така таа работа оди. Сега да прашам... По слободен избор. Да ве прашам заради тоа што имате увид во здравствената состојба на работниците, барем она што доаѓа во вашата организација, правите и овластени сте да правите и контроли, овие така наречените повремени, односно систематските прегледи. Имате ли некаква представа за тие луѓе барем што ги држите во низ прегледите, низ разни форми, каква е здравствената состојба на работниците? Па, кај нас во Штип? Што е тоа што е најкарактеристика, ако може да се каже, од типот на контролите што сте досега извршили? Од досегашната работа и од моето искуство, во главном текстилната индустрија е во Штип и кожарската. Што очекуваме и што сме добиле од тие систематски прегледи, или периодични, или насочени, одредуваме кои прегледи ќе ги правиме. Мој заклучок е од моите анализи дека најчесто кај текстилните работници анемиите се во прашање, слабокрвноста, причина недоволната исхрана, сувата исхрана на пациентите, паузите им се
одат, купат кифла и до вечер или до 6 сатот преку времената работа исто, ги направи да ја ослабнат крвта, а кога имаме слаба крв, пациентот не ни е доволно продуктивен. Значи, тоа ми е забелешка дека во една поголема работна организација сме имале примери, сме оделе и на страна од Штип, оброк топол, потребен е да има во една поголема фирма, да седнат тие работници во менза, да јадат и да се осетат дека некој им обрнал внимание. Прво, мотивирачки тоа ќе делува за нив, а не надвор на клупите или во паркот да седат да изедат една кифла или смоке и да одат на работа. Мој предлог. Би требало да е така, имавме фирма во Берово што ја работевме, со тушеви, со менза, со нашите препораки што ги дадовме. Направивме анализа по 6 месеци. Со микропаузи препорачавме, со вежби препорачавме кај тешките физички работи или принудна положба на телото. Многу интересни работи има во медицината на трудот. Ништо нема вработодавачот да изгуби ако му даде 5 минути да го раздвижи кичмениот стол вработениот, ако треба и на работното место. Има интересни препораки, но постепено некои прифаќаат, а некои не. Тешко оди. Тоа е тоа. Ама тоа е за доброто на работодавачот и за доброто на работникот. За жал кај нас Ако ние го пуштиме работников 5 минути да стани од столчето, да го раздвижи вратниот дел, има вежби, има обучени лица по фирмите, што треба да им кажат. Може би за некој ќе биде смешно, ама негде има и базени да испливаат па да одат на работа пак. Тоа е во склоп на трудовата медицина, која што има многу можности за да стасаме до едно ниво каде што ќе имаме здрав работник, поздрав работник, зборувам, и подобра продуктивност. Нужна е промена на системот, особено токму за овој сегмент медицината на трудот. Па имаме ние со разни правилници, имаме, па да. Па јас мислам дека преку Сдруженијето по трудова медицина се трудиме. Еве сега има некои предлози за бенефициран стаж на градежните работници. Тоа беше наш предлог уште порано има они бенефициран стаж. После тоа беше укинат и сега неколку години се бара бенефициран стаж. Еве сега слушам дека веќе се разговара за бенефициран стаж на градежниците. И нормално е да се бара за нив. Не може ние на 60 години да го пуштиме на скеле горе градежен работник. Организмот остарува. Остарува видот, остарува слухот, рамнотежата, физичката активност. И јас го прифаќам тоа и ќе се борам како специјалист преку сите мои можни здруженија, институции да добијат бенефициран стаж, бидејќи навистина тоа е потребно. Кога говориме за здравјето на работниците и тој сегмент од дејноста на вашата организација, ме интересира колку тоа што го препорачувате и до работодавците и до вашите пациенти е почитувано заради тоа што сме сведоци на разни повреди на работа и говорите дека нема професија која не носи ризик. Да. Каква е состојбата во тој поглед, односно какви се вашите сознанија? Па со повредите на работни места сме меѓу последните во Европа, бидејќи многу често се случуваат особено кај градежни работници, каде што за жал имаме и смртни случаи. Каде ја најдувам причината? Прво, несоодветно обавени здравствени прегледи. Имавме прегледи каде што лекар од општа пракса ќе ги испрегледа, не да се оди по еден наш правилник за тоа работно место, си има правилник што треба да се направи. Ги пуштат на скеле горе, тоа е едната причина. Втората причина е неносење на лични заштитни средства. Ако некој работи на 30 метра висина, има заштитни појаси, има шлемови. Не сакал да биде врзан, негова одговорност. Но, работодавачот треба да овозможи исто, да има такви лични заштитни средства, за да не ни се случуваат тие повреди. И што се случува со повредите на работа? Што моја забелешка е?
во сите повредни листи, кога ќе го пратиме работникот да земи повредна листа од фирмата, сите даваат отпор. Зошто се плашат? Не треба да се плашат, тоа е за да им му се исплати боледувањето 100%. Ништо друго. Имаат отпор, неќе да ги подполнуваат, мислат оти кој знае што тоа ќе биде, дека работникот ќе тужи, може негде и ќе тужи, зависи какви се. И сегде е напишано дека повредата се случила поради невнимание на пациентот, на работникот. Значи, никогаш не е назначено вистинската причина која е. Тука треба одма инспекцијските служби да биде вклучено поажурно при тие повреди. Не може невнимание ако е на 30 метра висина да му дозволат да работи без појас, сигуроносен. Ако го види така, треба тој што му е за заштита при работа, треба да го казни работникот. Да му каже симни се и не работи. Бегање од личната одговорност. Не може така. Треба, значи, секој во својот домен да си ја тера работата и реков, тоа е за доброто на сите. За доброто на сите и на работниците и на работодавачите. Говориме за една суштинска проблематика во здравството, може би е малку маргинизирана, но во секој случај значаен сегмент на тоа кон што стремиме како општество. Колку во едни вакви констелации, кога вршите сеопфатни сознани истражувања за проблемите на работниците од областта на здравството, имате поддршка од вашите колеги или имате одмогнување од вашите колеги? Говориме за прегледи кои ги може би извршуваат некомпетентни лица. Па имаше случај со мене на обструкција од колегите, доста трауми поминав, знаете и вие. Не е тоа тема сега да го дискутираме. Говориме за тоа колку... Но, соработка меѓу колегите, секој е самостоен. Ние сме самостојни, 42 овластени ординации сме. Значи, секој трча да земи профит повеќе, да има повеќе пациенти, да има повеќе прегледи. Не може повеќе прегледи, не може 200 души, 300 да се прегледаат во еден ден, да се разбереме. Тука треба институтот да направи анализа према број на прегледи, колку сме изработиле, праќаме сега извештаи во министерство. Се знае дека максимумот што може да се направи со цел тим, ако сакаме квалитетно, дури и 50 се многу на ден. Ако сакаме квалитетно да го изработиме. Али тие 50 ќе ги работиме од сабајле до вечер. Не може до 12 да се изработат. Сега имаме и по 200, и по 300, и се протрчаат, и тука треба, мислам, Институтот за медицина на трудот да си преземе, мојата институција која што сум завршила, да се даде еден норматив до колку може да се прегледаат, правилник си имаме што треба да вклучиме. Има ли поведено државата смет, бидејќи говориме за овие прегледите кои се најмасовни, тоа се системските прегледи, заради тоа што се случувало во праксата несоодветни лекарски ординации, не знам како да именувам, да вршат и да подпишуваат нешто за кој не се повикани. Да, докторот е во Скопје, печат и става на прегледите што се извршени во Штип. Тоа го имавме. Не може пациент... Завршеното, видите, го имавме. Веќе ординацијата е затворена, не работи. Не може... Ќе ми помогне докторкат, ќе ми направа ТКГ, спирометрија, но без јас да го видам, за да го напишам тоа решение, нема шанса. Бидејќи, тој пациент е доволно уште кој ќе влезе да го анализираш од глава до долу, како оди прво, како реагира. Бидејќи докторот по медицина на трудот го има тоа во својата обука, во своето знаење, во... Така да не смее тоа да се работи. Не смее. Користејќи ова прилика, би сакал да ве замолам за апел, бидејќи се уште траат овие горештини, се уште луѓето се мачат со дишењето на шкрги, ако може така да го имаме. Што е тоа што би им препорачале и на работодавците, но пред се на луѓето кои
Чие здравје е најдиректно загрозено од работа во несоодветни услови? При екстремно високи температури, работа во раните утрински часови до 10. Према ова што беше време сега минатата недела, јас би рекла дека до 10 е сосема доволно. Наутро. Попладне после 18 часот. До 21-22. Ако нема ни попладне да одат, бидејќи попладне уште е потопол воздухот. Напитоци минерални. Што повеќе, ладни тушеви, туширање, освежителни пијалоци, то е задолжително. Капите што ги носат при работа, предниот дел да биде на тилот. Ние секогаш по пракса напред да биде. Тилната регија не е важна, бидејќи во тилната регија се случуваат тие микрокрварења на менингите, на обвивките на мозокот и ни даваат сончаница. Значи, капите неправилно ги носиме за сонце. И обичните граѓани исто. Назад треба да биде тој продолжениот дел, штитниот дел. Да, назад, на тилот треба да биде, тилната регија. Тоа е права заштита. Добро, не е тоа, може би луѓето се плашат од што ќе речат. Да, што ќе речат, но така препорачува медицината на трудот. Тилната регија треба да ја заштитиме. Јас ви благодарам за разговорот и се надевам некоја следна прилика ќе имаме тема малку повеќе да упатуваме конкретни предloзи на граѓаните кои имаат потреба од вакви совети од сферата на, да кажеме, трудовата медицина, но и се општо да ги искористиме вашите знаења и искуства во сферата на медицината на трудот. Благодарам за разговор. Благодарам и на вас.